Добра вечер ви посакувам во ново информативно издание на Дневникот. Ова се настаните на денот. Црвена е водата во пречистителната станица. Повторно откорнати садници. Отворен Кумановски културен центар. Црвена боја на водата во пречистителната станица во Куманово. Инспекторите утврдуваат која е причината. По анализите констатирано е дека нема отстапувања, концентрациите се во нормала. Наложени се вонредни надзори кај правните субјекти кои произведуваат бои и други инсталации. Водата во Кумановската пречистителна станица доби црвена боја. Одговорните лица од јавното предпријатие Водовод веднаш го известиле државниот и општинскиот инспекторат за животна средина. Земени се мостри. По направената анализа утврдено е дека во станицата влегла отпадна вода со непознат карактер. Констатирано е дека нема отстапувања, концентрациите се во нормала иако водата е обоена. Овој случај го забележавме на 21 овој месец, околу 11:50 часот наутро. И на нашата станица влезе отпадна вода со непознат карактер, со светло црвена боја. И во истиот момент беше земена проба и беа извршени анализи во нашата интерна лабораторија. Со што констатиравме дека концентрациите се во нормала за концентрации на нашата влезна отпадна вода, со што немаше отскочување, освен што водата беше обоена и беше од непознат карактер. На нашата станица во други случаи се има случајно да доаѓа исто така отпадна вода од непознат карактер, но со високи концентрации. Сето тоа ни прави големи промени во прочистување на отпадна вода, со што трошиме поголема електрична енергија. Исто така ни одзема време и ни прави штета за микроорганизмите, кои што параметрите од отпадната влезна вода ги користат како храна. Засега се е во најдобар ред. Концентрациите во излезната прочистена вода, која што влегува во реката Кумановка, која што е реципиент, се во нормала, пропишани со правилникот во Законот за води и сега за сега е се во нормала. Државниот инспекторат за животна средина по извршениот надзор даде упатства да се проверат главните фекални шахти. Овластениот инспекторат да изврши вонредни надзори кај правните субјекти кои произведуваат бои и други инсталации кои можат да предизвикаат обојување на отпадните води. За среќа е покажано дека е во граници на нормала, така да испустот во реципиентот во реката, значи е окей, е во ред. Инаку, за да не дојде, за да се спречи евентуално оштетување на пречистителна станица, доколку се испуштат некои отпадни материи што се со поголема концентрација, наложено е од страна на Државниот инспекторат за животна средина да во момент кога ќе се забележи таква некоја појава, екипите од ЈП Водовод излезат веднаш на терен и да ги проверат овие влезни шахти во главниот колектор за да се веднаш дефинира, односно локација од каде би можело да доаѓа, за да ние на време реагираме и поведеме инспекцијска постапка. Да се спречи една од мерки тоа што е наложено, исто така ние како општински инспектор за животна средина ќе преземе поинтензивни редовни надзори над правните субјекти се со цел да спречиме евентуално повторно некакво испуштање. Освен во Куманово, испуштање на масла во отпадни води биле евидентирани и во Кочани. Од станицата уверуваат дека водата која влегува во Кумановка е согласно правилникот за Законот за води и поволна за живиот свет. Кумановец вчера бил приведен по семејна расправија, соопштија денеска надежните. Според ЦВР Куманово, вчера околу 17 часот полициски службеници од ЦВР Куманово лишиле од слобода 65 годишен кумановец по сомнение дека во семејниот дом по претходна расправија со остар предмет му нанел повреда на неговиот син на возраст од 47 години. Тој бил задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од полицијата. Несовесни граѓани повторно уништија 30 на висококвалитетни садници, информираа денеска надлежните од јавното предпријатие Чистота и зеленило. И покрај апелите за зачувување на засадените садници, сепак тие се уништуваат. Во меѓувреме, екипите на комуналното предпријатие садат нови дрвореди во централното градско подрачје.
Повторно се уништени садници од несовесни кумановци, информираат надлежните од јавното предпријатие Чистота и зеленило. Станува збор за повеќе од 25 шемпресадници кои што се откорнати од потегот покрај речното корито на Кумановка, кај зградите на булеварот Октомвриска револуција, а беа засадени за подигање на нов зелен појас во тој дел од градот. Надлежните и вчера, кога информираа за насадениот нов дрворед на улицата Гоце Делчев, апелираа да не се оштетуваат садниците. Еден од најголемите проблеми со кои што се соочуваме, знаете и од минатото, имавме поставени повеќе дрвореди кои дел од нив за жал беа уништени, имаше и еден цел дрворед на улица Доне Божинов до влезот на населба Карпош, кој што впрочем целиот беше уништен. Апелот од наша страна ќе биде да се грижиме сите за тие садници, бидејќи тоа представува сопственост на сите нас, да го разубавиме градот, да не доаѓа до кршење на истите. Знаете дека јавното предпријатие има и потешкоти со наводнување на самите садници. Имаме на одредени места количини на вода, каде што може да наводнуваме, останатите места ги наводнуваме и со наши цистерни, па доколку граѓаните живеат во непосредна близина, имаат можност, може слободно и да ги полеват истите садници. Акциите за садење на повеќе видови висококвалитетни садници ќе продолжат и деновиве на двата кружни тека во градот, информира Стојчевски. Во моментов вршиме садење на повеќе локации, се работи за садници, за 1100 садника, кои што се набавени преку општина Куманово. Јавното предпријатие на истите садници врши пошумување, се работи за 250 големи украсни дрвја, 600 украсни грмушки и 300 перени и цвеќе. Тие представуваат своевидно и украс, освен што вршат основната дејност за зачување на здрава животна средина, чистиот воздух, представуваат и украс во нашиот град поради специфичните бои кои што ги имаат овие дрвја. Овие дрвја ги нема во нашите расадници, значи се набавени и се увозни дрвја. Половина од нив и повеќе веќе се насадени. Ова акција ќе продолжи во текот на оваа недела и во текот на наредна недела, а локациите каде што ги садиме овие дрвја се значи двата нови кружни тека, градскиот ткеј, централното подрачје, улица Гоце Делчев, Ленинова, Народна револуција и на градскиот плоштад. Минатата година предпријатието засади над 8.000 садници сопствено производство. Инаку јавното предпријатие Чистота и зеленило поставува систем за наводнување во градскиот и Соколанскиот парк. Деновиве ќе се реконструира и системот за наводнување на градскиот кеј. На останатите локации дрвцата ќе се полеваат со двете цистерни, со кои во ноќните часови се чистат улиците. Територијалната противпожарна единица Куманово во текот на вчерашниот ден интервенирала на две локации. Во првиот случај станува збор за запалени стари гуми во селото Романовце, а втората интервенција била на запален оџак на улицата Благој Гуцман, пишува во дневниот билтен на регионалниот центар за управување со кризи. Две интервенции имала и екипата на противпожарната единица во општина Старо Нагоричане. Пожарникарите гаснеле запалена сува трева и гранки во селото Челопек, како и на потегот во селото Макреш Војник. Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски денеска се возеше со повеќе автобуски линии на неколку релации во општината во рамки на бесплатниот градски превоз за сите граѓани во Куманово. Имав можност да разговарам со ученици, работници, пензионери, студенти кои редовно ја користат оваа јавна услуга. Навистина ми е драго што мерката за бесплатен јавен превоз е позитивно прифатена од сите граѓани и представува вистинско олеснување на семејниот буџет за многу семејства, кои отворено го искажаа своето задоволство со многу позитивни коментари и предлози. Разговарав и со возачите, ги слушнав нивните идеи и сугестии за подобрување на квалитетот на услугата кон граѓаните, рече Димитриевски. Тој потенцираше дека линиите што ги користел немаат задоцнувања, а ја забележал и инспекцијската контрола од општината, како активно ја следи редовноста на линиите. Подобрување на условите за граѓаните останува главен приоритет на општина Куманово во сите сегменти. Бесплатниот јавен превоз започна оваа година во месец јануари. Се отвори Кумановски културен центар во градот. Според менаџерот Мирлин Стојановска станува збор за ново културно катче, каде што младите кумановци ќе имаат можност преку разни културни дејности да го изразат својот талент и да бидат препознаени не само во градот и државата, туку и во меѓународни рамки.
Отворен е Кумановски културен центар во градот. Менаџерот на новото културно катче, кореограф и директор на Ден студиото МАК Мерлин Стојановска, на синокешното официјално отворање на центарот најави проширување на нивната дејност низ повеќе сфери од културата, каде што младите кумановци ќе имаат можност да го изразат својот талент и креативност. Со еден збор дојдовме до идеја да направиме простор за секого, каче за секого, кај што може културно да се изгради и да се воздигне во еден прав уметник. Во нашиот Кумановски културен центар е замислено да функционираат повеќе секции од културата кои ќе опфаќаат танц, музичко, ликовно и драмско творештво, манекенство и други дејности. Очекуваме голем број на млади таленти во кој лежи иднината на кумановската медиумска иднина. Поддршката за овој голем проект дојде единствено од моето потесно семејство, од моите пријатели и родители, како финансиски, така и морално. Нашето студио си доби ново каче, нов дом каде што може да действува и ова година слави 36 години од постоење, така да во овие простори ќе се одвиваат нашите часови по танц. Паралелно со проектот Кумановски културен центар продолжија и настапите и успесите на Ден студиото МАК. Од меѓународниот надпревар Мастер Денс Лукец кој се одржа минатата седмица во Брежице, Словенија, студиото МАК се врати со 6 врвни награди. Можам да се пофалам дека оваа година за нас тргна многу добро, така да се вративме од Брежица, од Словенија, каде што се закитивме со 3 златни сертификата и 3 сребрени, што за нас беше голем успех и двете од кореографиите влегоа во 12 најдобри кореографии од вкупно 450 на целиот фестивал. На фестивалот имаше преку 2000 учесници и 86 клуба од цела Европа. Плановите за Ден студио МАК во следниот период се многу бројни. Некако после оваа корона сите врати почнаа да се отвараат, така да сега следната недела патуваме за Хрватска, во Пожега, каде што учествуваме на меѓународен фестивал како представници од Македонија. Веднаш следната недела одиме во Осијек на меѓународен надпревар во модерни танци, а потоа следува подготовките за нашиот меѓународен фестивал Денсфест, кој што оваа година слави 11 години од своето постоење. Денсфест годинава ќе се одржи на 22 април во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Идејниот творец на граѓанската иницијатива за наше Куманово и актуелен градоначалник на општина Куманово Максим Димитриевски информира дека во Кочани е формирано граѓанско здружение за наше Кочани. Вчера во Кочани е формирано граѓанско здружение, на средбата со иницијативниот одбор за председател на здружението е избран Владимир Данилов. Граѓаните ги препознаваат нашите вредности, граѓанскиот концепт се шири, народот се обединува. Продолжуваме и во другите градови во Македонија, рече Димитриевски. Граѓаните кои што сакаат в понеделник да присуствуваат на одбележувањето на 79 годишнината од формирањето на третата македонска ударна бригада во селото Жеглјане и утре може да се пријават во просториите на општинскиот одбор на Сојузот на борци од Куманово. Пријавувањето за организиран превоз до Жеглјане е од 10 до 12 часот, а поаѓањето е во понеделник во 10 часот од пред зградата на Паранешен комитет. Во продолжение вестите од Македонија. Основниот кривичен суд Скопје им одреди мерки на предпазливост на новинарот Драган Павловиќ Латас и јутјуберот Стефан Лазаров, кои се обвинети за ширење расистички и ксенофобичен материјал откако промовираа насилство врз жени во интервју минатата недела. Судот денеска соопшти дека на Латас му се определува превентивна мерка заради присуство на обвинетиот и тоа привремено одземање на патна исправа, односно забрана за нејзино издавање и забрана за преземање определени работни активности поврзани со кривичното дело, односно забрана за јавен настап со кој се промовира ширење расистички и ксенофобичен материјал, додека на Лазаров исто така му се определува мерка на предпазливост заради присуство на обвинетиот и тоа забрана за преземање определени работни активности поврзани со кривичното дело, односно забрана за јавен настап со кој се промовира ширење расистички и ксенофобичен материјал. На 21 февруари основното јавно обвинително
преводителство Скопје до Основниот кривичен суд Скопје поднесе обвинителен предлог против новинарот Драган Павловиќ Латас и јутјуберот Стефан Лазаров за кривично дело ширење расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем од член 394 став 1 во врска со член 22 од Кривичниот законник. Двајцата се обвинети дека преку компјутерски систем ширеле расистичка и ксенофобична репрезентација на идеја која промовира насилство спрема жени, со што предизвикале реакции и чувство на згрозеност и вознемиреност во јавноста. Председателот на владата Димитар Ковачевски, одговарајќи на пратеничко прашање, истакна дека земјата ја продолжува успешната трансформација кон зелена енергија и годинава со тоа што продолжуваат инвестициите во централи за производство на електрична енергија од обновливи извори. Овие инвестиции треба да ја обезбедат на земјава поголемо производство на струја и енергетска неизвестност на земјата. Само во 2022 година се изградени електроцентрали и пуштени во употреба и произведуваат електрична енергија со можност од 152 мегавати инсталиран капацитет, што произведуваат енергија од обновливи извори. Регулаторната комисија за енергетика минатата година издаде 267 дозволи за производство на зелена електрична енергија. Овие инвестиции имаат значаен придонес во енергетската трансформација и независност. Овие нови централи што произведуваат струја од сонце, ветер, вода и биогаз, што се изградени за една година, се еднакви со енергетските капацитети кои се граделе со години, рече премиерот Ковачевски. Премиерот истакна дека со измени во законот за градење се поедноставија процедурите за поставување на фотонапонски централи, кои претходно траеа со месеци и која што представуваше најголема пречка за инсталирање на фотонапонски централи на домаќинствата. Премиерот посочи дека од почетокот на 2022 година кај македонските компании владее огромен интерес за инвестирање во фотоволтаични електрани. Во 2019 за споредба имало 35 нови фотонапонски електроцентрали со моќност од 5,8 мегавати. Во 2020 се 29 со инсталирана моќност од 7 мегавати, додека пак во 2021 година имало 48 електрани со моќност од 14 мегавати. Најголем интерес за производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали, потоа за електроцентрали на биогаз, како и електроцентрали кои што произведуваат електрична енергија од вода, значи сите од обновливи извори на енергија. Хелсиншкиот комитет за човекови права и Македонското здружение на млади правници апелираат итно да се донесе законот за амнестија, кој особено е значаен за лицата од ранливите категории, а кои се осудени за кривичните дела од член 205 пренесување заразна болест и член 206 непостапување според здравствените прописи за време на епидемија. Од Кривичниот законник, во време на вонредната состојба поради пандемијата која беше прогласена на 18 март 2020 година. Во периодот по донесувањето на одлуката за вонредна состојба за овие кривични дела, беа изречени голем број на парични казни во износ помеѓу 1000 и 2000 евра. Согласно законските прописи, доколку во рок од 2 години паричните казни не се надмират, судијата за извршување на санкции ги заменува со казна затвор и лицата кои немаат можност да ги платат ќе бидат упатени на издржување казна затвор. Во текот на вчерашниот ден, во период од 9 до 13 часот, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акциска контрола за санкционирање на возила кои не даваат првенство на минување на крстосница на територијата на Македонија, при што санкционирани се 57 возачи. Од нив 16 на територијата на СВР Тетово, 11 во Скопје и во останати градови. При контролата санкционирани се и 133 други прекршоци. Времето денеска во Куманово беше сончево со максимална температура која се искачи до 17 степен и минимална утринска која беше 1 степен Целзиусов. За утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време со температура која ќе се движи во интервал од 6 до 17 степени Целзиусови. Тоа е се за вечерва. Останете понатаму со нашата програма.